Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Секој го наоѓа само она што го бара. Поучна приказна. Еден човек пристигнал во некое место, сретнал еден старец на улица и го прашал: "Добар ден, дедо. Никогаш не сум бил овде. Кажи ми, какви луѓе живеат во овој град?" Старецот му одговорил со прашање: "Синко, какви луѓе живеат во градот од кој што ти си замина?" "Па тоа беа едни многу себишни и лоши луѓе," рекло момчето. "Зато ми е мило што си отидов оттаму." "И овде, човеку, живеат само такви луѓе," одговорил старецот. По некое време друг човек пристигнал во истото место и му го поставил истото прашање на старецот: "Само што пристигнав во ова место, кажете ми какви луѓе живеат во овој град." Стариот повторно одговорил со прашање: "Кажи ми, сине, какви луѓе живеат во градот од кој си замина?" "О, па луѓето беа добри, гостолюбиви и благородни души. Имав многу пријатели таму и не беше лесно да се разделам од нив." "Не очајувај, млад човеку, овде живеат само такви луѓе," одговорил старецот. Двете сцени случајно ги гледал некој друг жител на градот. Тој кога слушнал сосема спротивен одговор на истото прашање, го прашал старецот: "Дали во меѓувреме луѓето во градов се сменија? Зошто на првиот му рече дека овде живеат лоши луѓе, а на вториот дека живеат добри луѓе?" "Секаде има добри и лоши луѓе," одговорил старецот. "Секој го наоѓа само она што го бара." Vali se bijele, grije sunca žar, masline su zrele, miriše nam, oblaci ljeno, nebom putuju, cvrčci spremno pjesmom već se raduju. Poneki vjetar
sanjati sve. Želim srcem svim i da bi bila golema bila i vječno biti s njim. I vječno biti s njim. Glas na nadešta. Драги слушатели, ја следите емисијата Глас на надешта. Како и секогаш, ќе слушнете многу корисни совети од Библијата, совети за животот и здравјето. Poštovani prijatelji, srdačan pozdrav do сите вас. Вие следите емисијата Библијата зборува. Продолжуваме со нова тема, со ново проучување од Светото писмо. Пред нас е интересен наслов кој верувам дека ќе го привлече вашето внимание. Всушност ќе зборуваме на тема каде се мртвите. Што се случува после смртта на нашите покојни? Дали душата продолжува да живее некаде горе на небото или пак оди во непостоење? И во ова предавање ние ќе контактираме Библијата, најмеродавната книга која ни дава исцрпни одговори и на ова подрачје. Значи, до кога ние ќе се поставуваме исто или слично прашање што се случува после смртта на нашите покојни? Постојат повеќе толкување или различити погледи кога е во прашање ова тема, почитувани гледачи. Задглобен живот, по смртта душата оди во рај или во пекол. Постои, значи, такво видување и такво размислување. Некој верува дека постои преродување. Едноставно човекот се реинкарнира повторно во друго тело и така натаму. Но има и оние христијани кои веруваат дека ќе се случи воскресение при второто Христово доаѓање и тогаш човекот ќе добие ново тело, бесмртна душа. Да видиме што Библијата ни кажува на ова тема, почитувани пријатели. Библијата е книга која многу исцрпно ни зборува за оваа тема. Бидејќи смртта не е од вчера, едноставно од првиот човек и првата жена кои живееле на оваа земја, Адам и Ева, до денеска луѓето се раѓаат и умираат. Да видиме која е вистината за смртта, почитувани пријатели. За да ја разбереме вистината за смртта, треба да разгледаме како бил создаден човекот. Значи, за да дојдеме до самата смрт на човекот, ние мора да одиме малце уназад, во почетоците на создавањето на животот, нова наша планета, нова наша земја. Еве да го прочитаме заедно текстот во Битие или прва книга Мојсеева, 2 глава, 7 стих. Еве што пишува: И Господ го создаде човекот од прав земен и му вдахна во ноздрите дух животен. Верувам дека ова формула е толку јасна и проста што секој од нас може да ја разбере. Значи, човекот е направен од земја. Господ зел земја. Еве нова фотографија, ова може да го видите, каде што едноставно Господ зема земја, го обликува човекот. Овде гледате животни кои тоа го наблюдуваат и му дувнал, вели во носалките, здив. Еве, подобро може овде да го видите. Значи, Исус Христос, уметникот, ја насликал ова фотографија за да не биде полесно да ја разбереме пораката од Битие од 2 глава. Значи, Бог пред тоа создавал со збор животните,
pticite, sve što postoji na ova planeta, koga došlo na red da se sozade čovjekot, Bog se upotrebil sami od sebe, odnosno od kal, od zemlja napravil čovjek. I veli mu duvnal vonosalkite, kako ovdje što čitame, znači čovjek ostana duša živa. Mu duvna vonozdrite duh životen i koji je rezultatot? Evo je rezultatot. I čovjekot stana duša živa. Znači nije koga se rađame, sme živa duša, počitovaní gledači. To je život danas kad njega dobivamo od naše roditelji, od naše majke i to se prenesova. I takav život opstojava. Znači čovjek je sozdaden od zemlje, od prav, kako što veli Biblijata, i vo pravke se vratiš. Prav, znači elementi na zemlja, plus životen zdiv ili duh, jednako je na živa duša. Ova matematička formula je mnogo jasna i sveko od nas može da je razbere. Znači nije nesmestanele besmrtna duša, tuku živa duša koga se rađame. Koga Adam bil sozdaden, to je bil živa duša, a potom i Eva bila sozdadena od njegovo to rebro. Znači Adam imao sve te sposobnosti kako deneska nije što imame. No koga čovjek umira se slučava sprotiven proces. To je životen zdiv koji Gospod go dava se vraća kaj Boga. To je život i čovjek stanova smrtna duša, odnosno smrten čovjek. Evo go tekstu da go pročitame zajedno i se vrati pravo do zemeta kako što dojde od neja, a duhot se vrati pri Boga koji go dade. Gledate, počitovani gledači, ova formula svega obratno ni zborova. Koga čovjek umira, to je život koji Bog mu go dal na prvio čovjek, se vraća kaj Boga, duhot se vrati pri Boga. Znači, to je duh što go dobil Adam na početku, to je zdiv, to je životen dar, se vraća kaj Boga i čovjek umira. Evo jedna ilustracija, su jedna sijalica, podosna kaj ja spomenem sama ta sijalica, kako simbol, kako sredstvo da je pojasnimo ova poraka. Zboro duh doagi od evrejski od ruah, koji što znači duh živote. Znači, čovjek ima zdiv u sebe. I zato vam, koga nekoj ki go zatvore nosot, 1, 2, 3 minuti nije umirame, nemame zdiv, nemame život, nemame vozduh i čovjek umira. Prav plus duh, živa duša. A obratno, znači, elementite na zemlji, svega bi rekle, duh životen, mrtvo telo. Znači, elementite na zemlji minus, to je životen zdiv ili duh, život koji njega imame i čovjek je mrtvo telo. Tako da nije u sebe, nemame besmrtno telo ili besmrtni život počitovan. Duša sama za sebe ne postoji. Duša je zbir na telo, duh i telo, odnosno zdiv, to je život. Jednostavno, njega imame to trojstvo u sebe, duh, duša, telo. Duša sme spoj na svi ti elementi. Koga je kažeme, me boli dušata, kada ke go lucirate problem od počitovanih gledači? Koga ve boli dušat? Na što mislite? Pa na celo to telo. Dušata ne je prst od nogata ili delo od glavat. To je celo to naše telo. I koga život od ke prestane kaj nas, nije stanuvame mrtvo telo. Evo, kako što spomnov, primjer da zeme so jedna sijalica. Sijalicata, znajme, dava svetlost. Međutim, ta je mrtvo telo ako nema električna energija, ako ne protekne. Znači, koje go vključime kabelot, ovo štekot i togaž poteknova struja. Sijalicata svetli, ima život. Koje se sluči isključuvanje na kabelot od električnata mreža, sijalicata je mrtvo telo, nema vo sebe život. Kada je svega dušata na ta sijalica? Da li utišla nekada sijalicata gore na nebot? Ne. Ta energija, to je elektricitet koji proteknuva niz kabelot i sijalicata sveti. Koje se isključi, ta je mrtvo telo kako i čovjek. Koje nema život vo sebe, čovjek je mrtov. Evo ova fotografija počitovani gledači ni ukažava koga Adam i Eva pogrešile, te v sušnost stanale smrtni, a do togaž bile besmrtni zato što jadele plodovi od ona drvo na besmrtnost što postojalo vo gradinata. Imalo dve drvja. Drvo na poznavanje to na dobrot i na zloto i drvo na životot. Sve dolika bile verni, možele da jadat plodovi od to drvo. No sve ako ga zgrešile, ti je bili sterani nadvor i život im se kratel sekodnevno. Znajme deka Adam živel 930 godini, međutim sepak
generacijski životниот век се крати се повеќе и повеќе. Значи, смртта е резултат, почитувани гледачи, на паѓањето во грев. Смртта е резултат на непослушноста на Адам и Ева кон Божите правила. Затоа како што преку еден човек гревот влезе во светот и преку гревот смртта, така смртта помина, овде вели апостол Павле, на сите луѓе бидејќи сите сгреши. Затоа денеска ние сме смртни, драги пријатели. Ние сме смртни, тоа е плата за гревот на нашите прародители. Секако, ние нема да одговараме за нивните гревови, ние одговараме за нашите гревови, но платата за гревот денеска сите ние ја чувствуваме. И затоа Бог поставил ангел, херувим, таму на влезот на Едемската градина. И Адам и Ева морале да ги напуштат тие простори или тој амбиент на Едемската градина и да живеат надвор, да се мачат, да заработуваат и да се грижат за своето семејство. Платата што ја дава гревот е смрт, а не вечен живот или бесмртен живот. Точно е, драги гледачи, дека смртта не е по Божјата волја, но тој е резултат на човечкиот избор. Човекот самиот одлучил. Еве што вели овде Бог во книгата на Езекија. Зар јас сакам смртта на грешникот, вели Господ Бог. Напротив, јас сакам тој да се откаже од патишата своји и да живее. Оти јас не ја сакам смртта на оној што умира, вели Господ Бог. Затоа поправете се и живејте. Божја волја, драги пријатели, е да човекот живе вечно. Меѓутоа, тој Божји план бил пореметен. И е веќе повеќе од 6000 години како тој план е пролонгиран, Божјот, да човекот живее вечно и среќно на оваа земја. Но наскоро, кога Исус ќе дојде, повторно ќе се воспостави тој едемски живот на оваа земја после 1000 години поминати горе на небото. Ајде да видиме сега каква е состојбата на мртвите. Што не вели Библијата? Смртта е представена како сон на 66 места во Библијата. Значи, на 66 места во Библијата пишува дека смртта е како сон. Ние за време на спиењето не чувствуваме, не го мериме времето, несвесни сме, едноставно, дали сме спиеле 1 минута или 10 часа, тоа воопшто ние не сме свесни за тоа. Нашиот пријател Лазар заспа, но јас одам да го разбудам. Ова Исусова изјава дадена по повод смртта на Лазар. Учениците во почетокот не ја разбрале ова Исусова изјава. Тие помислили дека Лазар легнал да се одмори и после час-два ќе стане и ќе се разбуди. Меѓутоа овде Исус вели зборуваше за смртта. Значи, почитувани гледачи, Исус ја смета смртта за сон. Едноставно, човекот е во безсвесна состојба. Господи, ако заспал, ќе оздрави. Но Исус зборуваше за неговата смрт, а тие мислеа дека зборува за починка во сон. Тогаш Исус им рече јасно, Лазар умре. Почитувани гледачи, гледаме овде дека Исусовите пријатели умираат, дека и оние кои веруваат во Господа може да се разболат и тоа смртно. Така да ова смрт, првата Библијата нарекува сон. И затоа Исус дошол да не ослободи од втората смрт. Таа смрт е вечна за секогаш. И затоа првата смрт Библијата нарекува сон. Господи, да беше ти тука, не ќе умреше брат ми. Ова изјава на сестрите на Лазара. Исус после 4 дена дошол кај Лазара да го посети. Меѓутоа, Лазар веќе бил погребан. Тука биле пријателите на Лазара, роднините, ги тешиле сестрите Лазарови, но Исус се појавил, а Марта и Марија му велат, Исусе, да беше ти тука, нашиот брат немаше да умре. Очигледно тие знаеле дека Исус е Бог во човечко тело, дека Исус има мог, бидејќи претходно тој веќе воскреснувал и девојки, и момчиња, и луѓе ги лечил. Така да Христос сепак со намера задоснал, драги гледачи, со намера да се прослави Отецот, бидејќи Исус знаел дека Лазар ќе биде наскоро воскреснат. Брати ќе воскресне, кажал Исус. Иако Марта и Марија верувале во задгробен живот, верувале во воскресение, но во оној ден кога Исус ќе дојде од небото по втор пат, и затоа Марта и Марија
ги кажува следниве зборови: знам дека ќе воскресне во воскресението во последниот ден. Очигледно и Марта верувала во првото воскресение, драги пријатели, зашто постои второ воскресение на грешните. Меѓутоа, Исус дошол со намера да Лазар воскресне сега, не за време на второто Христово доаѓање. И затоа Исус се упатил до гробот, до гробницата. Погледнете овде, дошле луѓе и Исус му вели: Господи, смрди веќе, зашто е 4 дни во гробот. Тоа му кажеле луѓе присутни тука пред гробницата и му рекле: Исусе, немој да правиш ништо. Веќе Лазар се распаѓа. На Блискиот исток е жешко. 4 дена. А Лазар бил во гробница, е исклесана гробница во Карпа. Но Исус имал цел и своја мисија. Исус го повика: Лазаре, излези. И замислите ова гледка, почитувани. Еве го Лазар, завиткан, како што бил ставен во гробницата, полекано сигурно излегува. Луѓето биле запрепастени, луѓето биле изненадени. Зарем е можно после толку денови повторно Лазар да е жив? Но Исус е животот, почитувани. Исус ја кажува на изјава: јас сум воскресение и живот, кој верува во мене, ако и умре, ќе живее. Царот Давид ги запишал следниве зборови: а јас ќе го видам лицето Твое во правда, која ќе се разбудам, ќе се наситам од Твојот изглед. И Давид верувал, драги пријатели, во воскресение. Тој овде вели: ќе умрам, но ќе се разбудам и ќе се наситам од Твојот изглед. И кога ќе се исполнат Твоите денови и кога Ти ќе починеш при своите татковци. Овде исто така пророкот кажува и верува, со своји изјави потврдува дека верува во второто Христово доаѓање и во воскресение. Мртвите, драги гледачи, почитувани пријатели, ништо не знаат. И затоа не треба да бидеме окупирани, да им носиме храна на гробишта, или пак добивате некои соништа од сатаната, каде што вашите покојни барат храна, барат пијалоци, ракија или нешто слично да им носите на гробишта. Немојте тоа да го правите. Мртвите ништо не знаат. Еве што вели мудриот Соломон: живите барем знаат дека ќе умрат, а мртвите не знаат ништо, ниту имаат веќе награда, зашто се заборава и споменот за нив. Одамна ги снема, нивната љубов и нивната омраза и зависти веќе немаат учество во ништо што станува под сонцето. Очигледно, јасно и гласно Библијата ни кажува, драги пријатели, покојните ништо не знаат, нити имат потреба од храна, нито да мразат, нито да сакаат, нито да напаѓаат, ниту имат потреба да нешто облечат. Така да, додека се луѓето живи, треба да им даваме храна, да ги храниме, да ги почитуваме и да имаме респект кон нив. Кои ќе умрат, се е бадиела, немаат разум, овде вели текстот. Што е да имаш намера да правиш, направи го додека можеш, зашто нема ни дела, ни умување, ни сознавање, ни мудрост во подземјето во кој одиш. На еврејски подземје значи Шеол, тоа е гроб. Нема таму веќе никаков разум. Таму нема никаков живот, драги пријатели. Душа не постои, само здивот, животот се враќа кај Бога и човекот оди во непостоење. Но кога ќе дојде Исус Христос, повторно ќе го врати тој истиот живот на истото име, на истата личност. Нема Господ да погреши. Не надевајте се на кнезови, ниту во човечки син, во кого нема помош. Ако излезе духот од него, тој се враќа во својата земја, во истиот ден пропаѓаат сите негови мисли. Да, многу планови, многу мисли, многу мудрувања завршуваат до гробот. Таа е последната станица на човекот. И затоа додека си жив, драги пријателе, веруј во Господа, читај Библијата, моли се, зашто кога човекот ќе умре, може да ти запалат 100 свеки на гробиште или во црква, не вреди ништо. Знаете, во некои верски заедници палат свеки за живи и за покојни. Нема живи, нема свеки ниту за живи, а камоли за покојни. Додека сме и живи, ние треба со уста, со мисла да се молиме на Господа и да бараме сила за нашиот христијански живот. Мртвите не општат. Зборот опште значи не разговарат. Немат потреба од љубов, нити од омраза. Еве го текстот. А тој одговори, додека детето уште беше живо,
постев и плачев, зашто мислев, кој знае, може би Господ ќе се смилува на мене и детето ќе остане живо. А сега кога е умрено, зошто да постам? Дали можам да го вратам? Јас ќе отидам при него, но тоа нема да се врати кај мене. Ова е вистински одговор. Не вреди да постиме за мртвите, да се молиме, да палиме свеки, зашто не вреди. Ние ќе отидеме кај нив, кај мртвите, тие нема да се вратат кај нас. Сега во овој живот ќе се вратат мртвите. Исус ќе ги воскресне во часот на неговото второ доаѓање. Но не сите мртви, они кои за време на својот живот го следеле Исусовиот пат, му верувале, го почитувале и живеле според правилата што Господ ги поставил додека бил на оваа земја. Кога облак се проречува и исчезнува, така и слизениот во гроб нема да излезе пак, нема да се врати веќе во домот свој и местото негово нема да го познае веќе. Ово го кажал Иов. Јас можам да ви сведочам, а и вие, верувам, почитувани гледачи, дека има многу гробови, многу гробници и гробишта, кои во текот на многу векови наназад денеска веќе не постојат, се разорани или изградени се населби и куќи. Да, многу гробови и гробишта веќе немаат белег, уништени се. Ова го кажува Библијата и тоа е точно. И местото негово нема да го познае веќе. Но Господ, нашето ДНК, драги пријатели, го има кај себе и тој не заборава. Таму пише во книгата на пророк Исаја дека нашите имиња се запишени на неговите дланки. Тој го знае нашиот креве каде што спиеме. Тој ја знае нашата улица, кучниот број, твојот мобилен број. Тој не познава и нема да не заборава. Без разлика колку векови поминале од смртта на нашите мили и драги, Господ ќе ни ги врати повторно еден ден. Тоа е библиската вистина. Зашто крајот на годината мој доаѓа, јас ќе отидам на пат од каде нема да се вратам. Тоа е порака на патриархот Иов. Тој ни укажува дека смртта е плата за грев и сите еден ден ќе отидеме таму. Нова смрт, првата е сон за Бога. Ќе дојде ден на будење, кога повторно нашите мили драги ќе ни бидат вратени. Од каде дошла идејата за безсмртноста на човечката душа? Зошто денеска ова верување толку е втемелено, вкоренето во некои христијански заедници и тешко, на жалост, денеска луѓето да се откачат од таквото паганско верување за безсмртноста на душата. Драги пријатели, еве што пишува Светото писмо. Тоа не е учење на Библијата, дека човекот живее после смрт, односно дека душата вегетира или обстојува некаде на небото. Еве што пишува пророк Езекија. Душата која што греши, таа ќе умре. Гледате, и душата умира. Душата не е безсмртна. Кога Езекија вели душата ќе умре, се мисли на човекот, на тоа тројство што го носиме, дух, душа и тело. Значи, кога животот ќе исчезне од нас, ние одеме во непостојање, ние умираме и чекаме промена, чекаме воскресение од страна на Господа Исуса Христа. Божето предупредување знаеме какво било на Адам и Ева. Господ му заповеда на човекот, велејќи, јади слободно од секое дрво во градината, но да не јадеш од дрвото на познавањето на доброто и злото. Во денот кога јадеш од него, навистина ќе умреш. И кој бил во право сега, драги пријатели? Доаѓа ѓаволот преку змијата или не, ево, не е точно, Бог те лаже. Учењето за безсмртноста, драги гледачи, на човечката душа потекнува од првата лага кажана на оваа земја пред Ева и пред Адама. Ѓаволот рекол, нема да умрете, Бог лаже. И еве да го читаме текстот во Битие 3:4. А змијата и рече на жената, навистина не ќе умрете. И кој би сега бил во право, драги пријатели? Ѓаволот или Бог кој на време ги предупредил Адам и Ева? Бог им рекол, немојте, зашто во кој ден ќе каснете и тогаш ќе умрете. Меѓутоа доаѓа ѓаволот и вели, не е точно, Бог нешто крие од вас. И навистина, во Библијата на повеќе места се спомнува зборот душа. 1600 пати, но никаде не е употребен изразот безсмртна душа. Значи, човекот има душа во себе, но Библијата не ја потврдува тезата дека душата на човекот е
besmrtna. Единствено Бог е besmrten. Еве апостол Павле што кажува во посланието до Тимотеја. Господар над господарите, кој што единствено има besmrtност, живејќи во непристапна светлина, кого никој од луѓето не го видел, ниту може да го види, нему чест, вечна и вечна сила. Значи, драги пријатели, единствено Господ Бог е besmrten. Вилијам Гладстон еве што кажал. Паганските доктрини за безсмртност на душата се провлекле преку задната врата на црквата. Тоа е една символична изјава дадена, но многу битна. Значи, на мала врата влегло ово верување во христијанската црква. И сега, ако листате историјата, ќе видите што се случило во минатото, како луѓето почнале да веруваат во еден таков начин на верување, кога е во прашање безсмртноста на душата. Во многу од случаите источниот спиритизам е тој кој што ја донел во христијанството идејата за безсмртноста на душата. Гледате, од исток дошло тоа верување, контактирање со други светови, тоа е книга и овој цитат е од таму препишан. И денеска и на нашите простори има луѓе кои веруваат дека душата се одделува од телото и обстојува сама за себе и таа вегетира или живе и понатаму. Но и стариот древен Вавилон исто така верувале во задгробниот живот на душата. Поклонувањето на прататковците е основано на база на лажните идеи за безсмртност на душите. Понатаму може да читаме исто така дека и египчаните и другите древни народи во своите доктрини имале зацртано верување во безсмртноста на душата. Па на крајот од краиштата и самите фараони после смртта нивните тела биле балзамирани со цел дека ќе продолжат во некој нов облик на живење и тие затоа се балзамирале, односно нивните тела ги балзамирале. Но да видиме што вели Библијата. Ајде уште еднаш да отвориме Библијата и да читаме. Доаѓа час кога сите кои се во гробовите ќе го чујат неговиот глас и ќе излезат. Ако се душите на луѓето, добрите луѓе, на небото, во рајот, драги пријатели, зошто има потреба да сега воскреснуваат повторно тие истите луѓе кои се погребани на оваа земја? Овде Исус вели, доаѓа час кога сите во гробовите ќе воскреснат и ќе излезат. Очигледно, имаме во Библијата неколку стихови кои луѓето ги цитираат со цел да ја потврдат својата теза дека навистина постои живот, односно душата оди после смртта се одделува и оди во рај, односно во пекол. Еве да видиме кои се тие така наречени тешки библиски стихови. И еден од распнатите злочинци хулише на него, велејќи, зар не си ти Христос, спаси се себе си и нас. А другиот во одговор го укори кога рече, ни од Бога ни се боиш ти, кој што си под истата осуда, и ние праведно сме осудени, зашто го примаме заслуженото од тоа кое сме го сториле, а тој не направил никакво зло. Ова е случката помеѓу двајцата разбойници, драги пријатели, кога Исус бил на крстот. Значи Исус бил во средина, а одлево и одесно имало двајца злосторници. И едниот побарал прошка од Бога, а другиот му се подсмевал и кажа, Господи Исусе, спомни си за мене кој ќе дојдеш во царството свое. Значи, овој од десната страна се покајал и бара прошка и Исус да се смилува и тој да се најде еден ден во неговото царство, во Божјото царство. Оној другиот левиот од левата страна му се подсмевал на Исуса. Односно рекол, ајде ако си Господ спаси се, па и нас да не спасиш и да се сокриеме, да избегаме. А Исус му рече, вистина ти велам, денес ќе бидеш со мене во рајот. Овде е проблемот, драги гледачи, што некои овој текст го цитираат и велат дека ете Исус му ветил на човекот дека ќе биде во рајот веднаш кога ќе умре овој разбойник. Меѓутоа не е тоа точно. Исус не му ветил кога ни самиот се уште не бил горе на небото. Зашто Исус требал да умре, во сабота да биде во гробот, па дури во недела да воскресне. А знаеме дека Исус уште 40 дена бил после воскресението на оваа земја. Можно ли уште истиот ден да бидат во рајот и Исус и разбойникот на крстот кој висел? Исус не се вознел на небото во денот кога умре на крстот, драги пријатели. Значи Исус починал во петок попладне и бил погребан и цела сабота, цела ног, петочна, сабота, саботната вечер
bil vo grobot. I nautro vo nedela to je воскреснал. Така да, разбойникот на крстот не ја познавал теологијата, тој не знал што Исус му зборува. Исус и не му ветил такво нешто. Меѓутоа, што му ветил Исус? Дека еден ден, после смртта, односно после воскресението, кога Исус ќе дојде по втор пат, Исус ќе го има во обзир и ова момче, и овој човек кој се покаил пред смртта и ќе биде спасен, кој ќе дојдеш во своето царство. Значи, Исус заминал знаме на небото и тој ќе дојде наскоро и ние веруваме дека и овој човек кој го одбранил Исуса на Голготскиот крст и кој се покаил ќе биде спасен, но ќе добие бесмртно тело во часот на воскресението. Самиот Исус се уште не отишел во рајот ни после воскресението, драги пријатели. И затоа кога Марија го видела Исус и сакала да го допре, а Исус и вели: немој, се уште не сум се вратил кај својот отец. Исус ја рече: не се допирај до мене, зашто се уште не сум се вратил при мојот татко, туку оди при браќата мои и кажи: се враќам при мојот татко и при вашиот татко, при мојот Бог и при вашиот Бог. Зато, драги пријатели, овој настан од разбойникот на крстот, дека Исус му ветил веднаш спасение, не стои. Погрешно се тумачи. Исус му ветил дека ќе биде еден ден во небесното царство, но кој ќе воскресне. Зашто ни самиот Исус тој ден се уште не бил ни кај својот отец. Разбойникот не умрел истиот ден. Разбойниците се мачеле со денови. Историјата е вели. Исус умрел, интересно, за 6 часа. И разбойникот, односно војникот, му забил копје меѓу ребрата и потекло вода и крв и установиле војниците дека Исус е умрет. А додека останатите разбойници се мачеле со денови, им ги кршеле колената, нозете, за да предизвикат побрза смрт кај тие разбойници, кои биле раснати. И затоа, драги пријатели, ни разбойникот се уште не бил починат, а да бил горе на небото. Нема шанси. Тоа Исус не го проповедал. Исус му ветил тој ден дека еден ден ќе биде разбойникот во небесното царство. И бидејќи беше ден на подготовка, јудејците, за да не останат телата на крст во сабота, зашто таа сабота беше голем ден, го помолија Пилата да им се прекршат колената. Гледате сега, им се кршиле колената, за да ги симнат. Затоа дојде војниците и ги прекрше колената на едниот и на другиот, кои беа раснати со Исуса. Но кога дојде до Исуса и видел дека беше умрен, не му ги прекрше колената. Па затоа што така пророштвото велеше, дека ни коска нема на Исуса да му биде скршена. Гледате, пророштвото, драги пријатели, библиското пророштво, колку е верно, колку е точно. Проблемот на текстот е во интерпункција. Значи, при припишување на Библијата не била користена интерпункцијата. Таа е додадена од црквата низ средните векови. Значи, еве сега повторно ќе го читаме тој текст. Исус му рече: вистина ти велам, денес ќе бидеш со мене во рајот. Некој го чита двака тој текст, значи без точка, без запирка. Исус му рече: вистина ти велам, денес ќе бидеш со мене во рајот. И некој велат: еве Исус денес му ветил дека ќе биде во рајот. Меѓутоа, еве, повторно ќе ја повторам ова слика, гледате запирка која ќе ставиме после денес, текстот ја го менува смисолот. Исус му рече: вистина ти велам, денес, запирка, ќе бидеш со мене во рајот. Значи, точка и запирка се ставени многу подосно. Во почетокот Новиот Завет бил пишан, значи, едно писмо без точки, без запирки. Подосно се поделени на глави на стихови. Така да, пораката е јасна и гласна од овој текст, односно од целиот Нови Завет, кој зборува дека Исус не потенцирал и не проповедал живот веднаш после смртта. Сега ти ја кажувам таа вистина, со други зборови Исус му вели: ќе бидеш со мене во рајот. Драги пријатели, нашата надеж после смртта е во Исуса Христа. Ние христијаните веруваме дека постои живот после смртта, но само преку Исуса Христа. Кога тој ќе дојде по втор пат, ќе го врати животот на сите наши мили и драги, на сите кои со вера заспале, односно кои со вера починале. Павле вели: но ете Христос воскресна од мртвите и со тоа стана првин од умрените, бидејќи како што преку човек дојде смртта,
така преку човек дојде воскресението на мртвите. Зашто како што по Адама сите умираат, така и во Христа сите ќе оживеат. Но секој по својот ред. Прв е Христос, потоа при доаѓањето на Христа тие кои што се негови. Гледате, Христос умрел, воскреснал и денеска на небото. Но кога ќе дојде Христос по втор пат, ќе ги воскресне сите кои со вера заспале. Апостол Павле то го кажува многу јасно и гласно и во Прво Солуњаните 4 глава. А не сакам, браќа, да жалете како останатите или да останете во незнаење за оние кои умираат, за да не жалете како другите кои немаат надеж. Зашто ако веруваме дека Исус умре и воскресна, така и умрените во Исуса, Бог ќе ги приведе заедно со Него, бидејќи сам Господ при заповед, при глас на архангел и при труба Божја ќе слезе од небото и мртвите во Христа ќе воскресат најнапред. Значи, оние кои со вера заспале во Христа, најнапред ќе воскреснат. Додека останатите ќе чекаат уште 1000 години. После 3000 години ќе има второ воскресение, но ќе воскреснат тие такви какви што биле погребани, болни, сакати, истите какви што легнале, но да примат не награда, туку вечна осуда. И погледнете што пишува Павле. Сите ќе се измениме во еден миг, во миг на око. И последната труба, зашто таа ќе затруби и мртвите ќе воскреснат нераспадливи. И тоа смртното ќе се облече во бесмртно. Драги пријатели, ова е конецот, ова е крајот. Кога Исус ќе дојде, ќе се случи големо воскресение. Стотици и илјадници луѓе, милиони луѓе ќе станаат, ќе воскреснат во ново бесмртно тело. Тело кое ќе биде подложно за патување кон небото. Тело кое ќе биде бесмртно. Тело кое ќе нема болести врз себе, кое ќе нема вируси и пандемии, едноставно ќе биде заштитено со ново тело, младо тело кое Господ ќе му го даде на секого. Каква е твојата вера, драги пријателе? Дали веруваш во Христовото ветување? Можеби од гледна точка денешна е тешко да поверуваме, но затоа е верата потребна. Бог ќе избрише, овде пишува, секоја солза од очите нивни и смрт нема да има веќе ни плач, ни пискот, ниту болка нема да има веќе, зашто првото премина или помина. Сега е време да поверуваме, драги пријатели. Смрт нема да има повеќе. Болки нема да има повеќе. Нема да има гробови и гробишта. Ќе отпушти еден нов живот, бесмртен живот во Исуса Христа. Да се помолиме. Драги Боже, Ти благодариме за ова голема надеж што ни ја даваш, дека смртта не е крај, туку привремено одмарање на покојните. Ќе дојде ден кога повторно Ти ќе ги подигнеш, зашто Господи Исусе Христе, Ти си ја победил смртта со својата смрт. Ти си воскреснал и си ветел дека еден ден сите оние кои се во своите смртни постели ќе ги пробудиш, а нас живите ќе не преобразиш и заедно со покојните ќе не земеш да бидеме со Тебе за секогаш. Господе, тешко не е сега можеби да поверуваме во тоа, но Те молиме дометни ни вера. Дај ни, Господе, силна вера да одиме напред и да чекориме, да го следиме Твојот пат и еден ден да се најдеме во вечноста. Тоа е наша молитва и Те молиме услиши во Христово име. Амин. Драги пријатели, ми беше задоволство што можевме и вечерва да се дружиме во оваа тема, да ја проследиме. Се надам дека одговоривме на многу ваши прашања, но повеќе информации и повеќе теми може да погледнете на мојот YouTube канал Томе Трајков. И посакувам секое добро и се гледаме во наредното предавање. Вистина е дека грешен сум јас. Вистина е дека само тој може да го прости гревот мој.
Isuse Hriste, прости ми, се кам ја за моите гревови. Во срцето мое дојди ти, од светиот дух сила подари ми. Вистина е дека милостив си, вистина е дека Божи си си, вистина е животот за мене го даде ти, Исусе. Целата слава Боже за тебе, љубовта твоја до небото е, правдата твоја како планина висока. Тебе, Боже, ти приваѓа се. Дојдовме до крајот на емисијата Радио Глас на Надежда. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Радио Глас на Надежда, улица Влае, број 42, Скопје. Можете да се јавите и на телефон 077 819 828. Слушајте неповторно во следната прилика. Во твојот дом тој ти зборува преку гласот на надежда и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков каков си, време не губи. Дојди
Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.